Хей. Pandemonium Radio, шоу број 12. High Grade, The Youth и Currency. Каква реге трап химна, одлична селекција од страна на мојот човек Activity. Трече, здраво. Здраво, Дарко. Како се осеќаш? Одлично. Многу добра трака ни избра за почеток. Ова некако чудно ми се појави на релиз рейдарот, иако ја не сум нешто многу голем на реге музика, но валјда бидејќи сум огромен фан на Currency, се случи тоа што се случи, ми се појави на релиз рейдарот и мислам дека е феноменална трака, многу добар звук, онака прав smoke anthem, така што тоа е тоа, мислам дека го кажа својата самата трака. Многу добра трака, песната се вика High Grade од страна на The Youths и Currency. Слушнавме уште две песни претходно, Division и Miguel со песната He Said и песната Let It Go од страна на Eric the Architect од неговото ново EP. Pandemonium Radio шоу број 12. Една недела по многу успешниот, интересниот спешал кој ги имавме посветен на Mac Miller. Се надам дека го слушавте, достапен е за слушање и на Spotify, и на Mixcloud, и на Mixlr. Исто така спремаме една многу интересна плейлиста која треба да објавиме деновиве инспирирана од таа вечер. Денес немаме спешал, имаме стандардна емисија во која ќе пуштиме доста нова музика која излезе последниве 2-3 недели. Првата половина ќе бидат странски синглови, пред се од Британија и од Америка. Па ќе правиме муабет за темата на денот и ќе завршиме во втората половина со само македонска музика. Имаме доста богата МК сцена со многу различни подстилови и едва чекаме да ги презентираме сите траки. Нешто што за прв пат го правиме, морам да напоменам. Да имаме толкава селекција на различна на разновидна македонска музика. Точно, Pandemonium Radio е тука и за македонската сцена и за светската, се разбира, да ја донесеме во Македонија. Мора да почнеме одма со музика, бидејќи имаме доста за преслушување. Ова што ќе слушнеме следно, одиме во Лондон, Британија, Англија, како сакате. Еден артист кој го открив пред месец ден од прилика, се вика Nax. Многу интересен артист, бидејќи некако англиската сцена е полна со луѓе кои прават синглови, бенгери, клубска музика пред се, или стрит музика као дрил. Nax е еден артист кој е многу по conscious, значи многу различна лирика, многу различна тематика и самата естетика негова и на спотовите, и на каверите, и на проектите кои ги има на Spotify, многу различно се представува од целата сцена и он некако гледа таму како некој сейвер, како се појави J. Cole или Joey Badass на американската сцена пред 10 години. Така да ќе слушнеме песната Home и песната Breakfast at Tiffany's, да чуеме, па ќе позборуваме малце за него. Yeah, I tie my forces, then I hit the street. After digging into breakfast at Tiffany's. Yeah, they said they didn't, but I know they did. Nax, Breakfast at Tiffany's, UK Sound. Мене ова ми онака скрос модерен и одличен 2021 sound. Значи не е излитено нешто, него баш е поразлично и поинтересно. Рече, како ти звучи ова? Gotta give credits where it's due, брат. Ова е ненормална вожња. Ја не го очекував ова, не знам, не бев свесен што мислиш под conscious UK хип-хоп, ама дефинитивно ти кажав и кога не бевме мајкнати дека Breakfast at Tiffany's ми е скрос онака ме потсеќа многу на Рин. Не знам зошто, ама е bouncy, звучи свежо, феноменален звук, мене многу ми е радосно, фино ми е. Ова дефинитивно се навраќам и некаде влага во некоја плейлиста. А за Home исто така ме потсеќа многу на Pasalu, односно Pia и Sally, Take 'em Back to Coventry, албумот што го зборевме за време на ретроспективата. Така што интересен албум и тоест интересен артист, ќе му се навратам 100% на него. Ќе го ставиме на некоја следните плейлисти, иначе мислам дека разликата со Pia и Sally е тоа што он ме потсеќа многу повеќе на Мидена кај Африка и повеќе на кај стрит мюзик, а ова ми е некако повеќе backpack или не знам како да го наречам, појма немам. Да, ама продукцијата е интересна, многу е разновидна и тоа се виде од двете траки. Home и Breakfast at Tiffany's се две различни песни тотално. Проверете го, Nax го пишав и во четот ако ви интересира, а сигурно ќе оставиме на некоја од следните плейлисти. UK Sound ќе зборуваме малце покасно во темата на денот. Ваков некој саунд мислам дека и е иднината
во следниве години, односно се надевам дека ќе биде. Така рече спомна дека Накс го потсеќа на Рин, така да моравме да ставиме песната од Рин Dirty South, која се наоѓа на нашата топ 10 листа претходната недела и оваа сега што следува. Кажи нешто повеќе за оваа трака, кажи нешто повеќе за Рин, за тие што не го знаат, на некој начин најави го. Од каде да почнам? Рин е, мислам дека е прв сериозен германски артист во кој што навлегов повеќе и подетално во неговата музика. Има многу интересен звук, се појави во еден интересен момент во 2017 кога уште и ја пратев и стритвер, веќе повеќе бев навлезен во сиот тој момент. Песните му беа такви каде што буквално флексаше онака со најразлични брендови. Blackout е првата песна која што ми доаѓа, Bros, значи ги има многу. Извади неколку добри албуми во 2017 и во 2019. Така да интересен звук, има свој собствен лейбл, се вика Љубав, со потекло е тој е од Босна и од Хрватска, неговите родители се. Сега скоро го потпиша и исто така еден со македонец, тоест артист со македонско потекло, тоа е нашиот те молам кажи го. Југо, да. Го потпиша него за неговиот лейбл, така да одлична екипа се имаат in-house продуценти, ретко соработуваат со некои други луѓе, се држат сами околу својата екипа и тоа многу ми се свиѓа. Има соработки со UFO и со уште безброј други германски артисти, така да Dirty South е само уште една песна која што го продолжува тоа негово творештво на еден начин, така да доколку ви звучи интересно, многу версатилен артист, така да проверете го дефинитивно. Слушаме The Baby, Masterpiece, број 1 на Pandemonium топ 10 листата претходната недела. Многу интересно дека баш сега се збориме додека тече музикава. Некако двајцата изгубивме целосна желба за слушање на ваква клубска музика и The Baby звучи многу чудно да го слушаш ваква некоја средина и во ваков муд. Ќе бидам искрен, само поише губам желба кога го слушам The Baby. Не, факт е дека не е времето кај што седиме дома, се дружиме во малце во поинаква атмосфера, не искачаме по клубови. И нормално е, мислам дека и право пропорционално е со тоа и нашата потреба за друг вид на музика, малце посмирена, полабава за домашна атмосфера, бидејќи немаме потреба од клубска музика. И не знам и како културата не го свати тоа, бидејќи се уште нема настапи, нема и со тој краток attention span што го има моменталната публика, ваквите хитови ќе се забораат до летото, дур на пример би се отвориле клубовите или дури се отворат фестивалите, дури се десат. Така да не ја сваќам која е потребата за ваква музика во ова време, кога буквално цел свет е во локдаун се уште и се плаши и сме во тек на опоравување, се надевам дека годинава ќе се поправат работите, но стварно не, а посебно The Baby, значи никогаш не сум бил загреан за The Baby ствари, така да ова никако не ми додава на целата таа, не знам, таа сфера од музиката. Едноставно не се осеќам, индиферентен сум кога. Тоа е тоа, многу убаво го кажа тоа. Јас како диџеј ги симнувам песните, ги ставам во сарато, ги имам нум дека се излезени, ја правиме Pandemonium топ 10 листата со цел да извадиме некои 10 essential траки за таа недела и за тоа гледаме да опфатиме погоре се малце, да речеме, по мејнстрим и по клубските работи, а подале се така некои наши хитови што не се во ротација конкретната недела. Ова е интересно за една недела да биде на топ 10 листа и за неколку пати да си го пуштам, дали дека трчам или такво нешто. Иначе мислам дека убаво кажа, краток е attention span-от и мислам дека додека дојде лето песна ќе биде више аут, више нема да биде ни интересна. И многу интересно да видиме кога се вратиме во клубови која музика ќе уствари ќе треба да ја пуштаме, која музика ќе сака да ја слушнат луѓето. Ја би сакал на тоа да посветам една Pandemonium радио шоу, онака емисија каде што само ти ќе збориш за каде ви се движела клубската музика. Тоа кога ќе почне се гледа крајот на ова. Да, се надевам пролетва. Ама на пример ќе бидам искрен, бидејќи стварно збориме цело време за музика и твојот на пример вкус конкретно, бидејќи си диџеј и си многу активен во сцената, гледам промена и конкретно и кај тебе и Точно. Ако ме прашаш мене, тоа е само за подобро, бидејќи стварно само не натара поише да се ги отвориме хоризонтите кон музиката што ја слушаме и што ја консумираме. Точно. Го збориме во муабет, али мора да пуштиме уште еден, да речеме, клубски бенгер, мејнстрим хит, неизбежно со работката помеѓу Juice WRLD и Young Thug, која се вика Bad Boys, кој излезе из Spot. Мислам дека ваков сингл од починат артист со голема фан база како Juice WRLD е секогаш добре дојден.
Young Thug е тука, се гледа дека на песна имаат работено уште времето кога бил жив Juice WRLD, така да ја пречекав со позитивни чувства и мислам дека и си го изживеа, си живее до хајпот кој се крена за неа, едноставно како one-off песна. И самиот спот го нагодува тоа дека е правена во време кога што се уште Juice WRLD бил овде со нас и дека активно работеле на песнава, не е посхумна. Спотот е многу интересен од Lyrical Lemonade и баш и тие спомнаа дека ова е последниот спот на кој што воопшто и работеле со Juice WRLD, така да бидејќи тие беа блиски соработници, ова е последната песна и последниот спот кој што ќе го слушнеме и кој што ќе го видиме од Juice WRLD. Така да не должиме многу, идеме со Bad Boy, Young Thug, Juice WRLD. Guns, I like the name on. My bitch ratchet. Her clip long, she got hang time. Многу чудно се осеќам кога треба да пуштаме дрил на радио, али нема ни клубови, нема ни фестивали. Единствено место каде може да се пуштат тракиве и плюс да може да позборуваме за нив радиово. А за тие што се во полабава атмосфера, извинете, али мора да поминеме низ дрилот од време на време. А и плюс бориме за Фави, така да мислам дека и двајцата сме големи фанови на него, така да што и да е, мислам дека ќе го пуштиме и ќе го преслушаме. Ова беше траката на Фави Foreign, заедно со Funkmaster Flex, ако може така да се каже, се вика Game Time. Иначе тие, ако има некој што не знае, може би има, бидејќи имаме доста помлади слушатели, Funkmaster Flex е еден лик од Нью Йорк, може ќе кажам дека е легендарно радио персоналите, така ги викаат они. Hot 97, стара школа и извади слична ваква трака со King Von. Се смееме дека он само стои на спотовите, не е негова ни продукција, ни ништо, али има некој шмек во тоа што го прават таквите поднаводници диџеи, као продуценти на албуми као Funkmaster Flex, DJ Khaled, DJ K-Slay и така натаму. DJ Cannon и таквите, и сите тие легенди во микстейп играта уште од рани 2000-ти. Се слагам, Funkmaster Flex нема некој удел во албумот или во општо во креативниот процес, но има удел во креативниот процес. Но тој е задолжен за целата естетика и за како ќе се развива целиот албум, така да на крајот на денот има некој удел, голем удел има во целиот албум. Мене ми се свија, сум огромен фан на Фави, еден од ретките дрил артисти кои што ги слушам. Така да не се жалам за песнава, иако не е правиот момент, се извинуваме, но мораше да ја пројдеме. И имаше две дрил траки од еден артист, Central C се вика, од UK се разбира, многу интересни. Едната, вако што ќе слушнеме следна се вика Pinjin, у заграда Six Figures. Ќе ги скратиме да може да поминеме побрзо покрај нив. Central C еден артист со многу интересни спотови, тематиката му е дрил се разбира, али некако и кога ги читам текстовите можам да се поистоветам со неа, така да не е нешто ептен стрит шит. И плюс инструменталите му се интересни бидејќи користи интересни инструменти на дрил бит. Ајде да слушнеме. Денес и еден од еден со Накс, така да се надеваме дека ќе биде ту форту сега со Central C. Ке видиме. Не верувам баш за ова, али ајде да видиме. Then it was hand to hand, nowadays I don't have no involvement. In the trap I stay on my own, I'm home alone, Macaulay Culkin. YJ no commented that it's complicated, cause the case still open. The boys in blue trying to find them clues in the station. Central C, Loading. Доста име на дрилерија. Свртевме 3-4 песни, малце поенергичен старт. Имаме и доста интересен муабет, малце полок муабет. Така да, но пред тоа имаме уште две песни за слушање. Го заборавивме Charlie Slot да го спомнеме кога ги спомнувавме овие радио персоналите си диџеи и он сега се пушта во правење музика и вадење музика под негово име. Што мене многу ми се свига, мене Charlie Slot кој доаѓа од Англија, еден од најаките ликови, најинтересните ликови ми е како DJ Khaled од Англија. Малце е кринджи, ги имам истите чувства за DJ Khaled, ама го поштувам за тоа што прави за UK сцената. Значи, ги става на мапа, и прави конекции, значи мислам дека и тој е еден од луѓето што ги поврза на пример многу голем дел од UK артистите со луѓе код Дрейк, бидејќи е многу близок пријател, така да big up за Charlie Slot, иако е најдосадниот лик со сирените и со бомбите што ги фрла. Charlie Slot е будала, али неговиот концепт на фристайл, иако е веќе виден, успеа годинава, посебно последнава година се сврза и со Beats Radio. Баш го слушав на еден подкаст, многу убаво збореше за неговиот хасл и неговиот грайнд. Баш онака Pop Smoke пред да умре му беше Young Dolph и Key Glock имате многу јак фристайл кај него. Да не збориме за Nate Smalls и за цела англиска екипа која има изградено цели кариери
кај Чарли Слот на Fire in the Booth. Дрейк се разбира... Fire in the Booth беше и уште е као стейпл во за UK сцената. Мислам дека као покрај Dance Not Me прва ствар што ја слушнав воопшто од Скепта беше неговиот фристайл заедно со брат му Джейми каде што прават партали. Тоа е нереално. На многу луѓе првиот introduction со UK сцена им е баш Чарли Слот и Fire in the Booth. Апсолутно. Ова е многу интересно. Почна да вади музика. Оваа трака се вика Get It и некога го следам Чарли Слот дека ми е многу интересен, баш е као некој DJ Khaled лик цело време. Дотеран цело време. Екстравагантни работи, да. Последно време у Дубај, бидејќи во Англија има локдаун, таму организираат журки, прават настани. Спотот е сниман таму. На тракава гостува Гана од американската сцена, меѓу најактуелните трап артисти. Абракадабра, кој е еден дрилер од Англија, исто така on the rise оваа година. И Келвин Колт, еден интересен артист, мислам, ако не се лажам, е од Германија. Многу добра соработка, многу интересна, малце почил, иако ги има тој англиски шмек. Ќе слушнеме песната Get It. И за крај ќе слушнеме песната Quicksand од Morey, еден артист кој сосема погрешка го дознав пред крајот на оваа година и одма го ставив на Pandemonium Top 10 листа. Мислам дека заедно во ист момент онака го слушнавме и изборевме за него. Феноменална песна. Ќе се навратиме и се надаваме и некој проект ќе слушнеме наскоро и за да може и да го покриеме во целост на Pandemonium. Pigeons and Planes го најави како еден од артистите to look for in 2021. Посебно дека искаче и од Норт Каролина што е има ретко. Има коусайн од J. Cole. Да. И е еден од ретките примери кои што после J. Cole има искочено и има познат хит од Норт Каролина. Ги слушаме песните Get It и Quicksand и почнуваме со темата на денот. Flag on my ass, no quick run. I was packing on the pound, got my weight up. Hot beef in the streets, had to stay here. Betty Crocker showed me how to bake a cake, bro. Doing that, put everything I love at stake, bro. Since I just the time with a kickstand. Thinking never playing, nigga, quick bands. Falling in deep with the quicksand. Ова е траката Quicksand од Morey. За мене, или Morey, не знам како се чита. За мене откритие на месецов. Али денеска почни се збори, некако не ни се слуша толку музика, па така да решивме да ја скратиме песнава. Имаме многу интересна тема за зборење која ја спомнавме како идеја уште на самиот старт на 2021. И мислам дека има што да се збори, плюс добивме некој интересен фидбек од луѓе на стори на прашање, така да има доста за зборење и за светската сцена, значи за американската пред се, англиската, афро-латин се разбира, но има што да се каже за македонската сцена, која е ситуацијата сега и што би требало да дојде во 2021 година. Почнуваме со темата на денот? Идеме. Темата на денот се вика најочекувани албуми за 2021. Тоа е така една основен наслов, но не збориме само за албуми, него збориме општо за каков звук, кои артисти треба да дропнат, не мора да се албуми, може да се mixtapes, може да се други body of work. Мора да почнеме со човекот Дрейк, кој друг ако не Дрейк, кој го имаше најавено својот нов албум Certified Lover Boy и требаше веќе да биде излезен, или секој ден да излезе, од петок за 4 дена требаше да излезе. Го очекувавме, сите го очекуваа, се крена хајпот колку толку на интернет, али пред некој ден пиша стори. Во последен момент го пушна на еден начин со тоа што како да кажам, на еден начин како оправдување и за причината и за неговата одлука беше дека тој известниот период и последнава година во 2020 имаше големи повреди, на нога имаше неколку операции на колено и бидејќи не можел во целост да ужива во неговата музика и во креативниот процес, решил да го пушне. Искрен ќе бидам, го сакам Дрейк, не знам колку е тоа искрено и колку е вистинито. Повеќе мислам дека е моментот каде што се уште сме во локдаун, артистите се осакатени на еден начин бидејќи не може да настапуваат, не можат да имаат пропер ролаут на нивните албуми и на нивната музика, а Дрейк важи за една од најголемите звезди воопшто во индустријата. Така да мислам дека кога би се средила малце ситуацијата, веќе еве претпоставувам дека во Америка и ќе вакцинацијата ќе биде многу поинтензивна него ли овде. Мислам дека тоа ќе биде средено до крајот на лето, така да ќе видиме, но морам да кажам дека сум разочаран од Дрейк. Сакам да слушнам што значи Certified Lover Boy како албум. Што мислиш ти, што ќе биде, како ќе звучи? Не, чекај, прво сакам да кажам за самиот релиз и самиот ролаут. Ја мислам сигурно се таму попаметни од мене, они неговата екипа и повеќе знаат за музичкиот бизнис, али мене ми изгледа на грешка тоа што не ја искористија оваа шанса од Whole Lotta Red,
кој излезе на Крисмас 24 декември до сега, еден месец покасно нема ни еден албум за кој што сме збореле ја и ти, кој што бил хајпан на социјалните мрежи и слично. Мислам дека ова беше правиот момент и што уште една многу битна работа. Мислам дека Дрейк е најголемото име во индустријата. И мислам дека сите други артисти чекаат прво он да дропне, да видат како ќе бидат бројките, како ќе биде ролаутот, дали ќе измисли нешто ново, топла вода како секој што измислувал и после тоа да го копираат. Ова мислам дека е голем застој, мислам дека целава тема што ќе збориме денес ќе почне да се остварува тек после март-април, бидејќи сите го да чекаат на Дрейк. Ако Дрейк не се осмели да го извади албумот, што треба да направат другите? Што значи за другите, за помалите артисти? Се слагам, плюс ја имаме ситуацијата со неговиот рекорд левел, но морам да напоменам нешто, знам го зборевме овој уште пред да почне емисијата. Еве вака од артистичка гледна точка, кога еден албум се вика Certified Lover Boy, кога Дрейк онака на еден начин прави една голема одлука каде што толку искрено настапа уште од самиот албум тайтл. Мислам дека ова ќе биде, ако не најдобриот и најзрелиот Дрейк албум до сега. Не знам дали може да биде зрел со ваков наслов, искрено, бидејќи као зрелост и као growth ја би очекувал нешто друго, али тоа дека е сам со себе као би сакал да излезе Дрейк од тој флекс и тој да ви докажам ја на вас другите, бидејќи мислам дека еден левел над сите други, вклучувајќи ги тука и Кендрик и Кол и Кање во моментов последниве години зборам. Мислам дека е само свој лейн и мислам дека треба тоа да го прави тоа што сака и тоа што го прави најдобро. Certified Lover Boy звучи супер, бидејќи знаеме каков може да биде Дрейк на оваа тематика. Плюс уште една интересна работа, последниве години се враќа тој R&B звук, го збориме тоа постојано, се враќа и класичниот R&B, се враќа и тој клубскиот late 90s, early 2000s R&B, што мислам дека Дрейк ќе го направи, ќе го искористи. Ако мене прашаш како би звучал албумот, би кажал како што звучеше делот The New Toronto, Trio Tory Lanez, као песната Your Mind Still, ако има ремикс од Дрейк. Ја би прогнозирал дека биде лутаа насока, според насловот, според естетиката, со фризурата, со сликите, некако ми иде на том. Да. И јас знаеш како очекувам и да ги има секогаш. Не знам на пример, не можам да претпоставам колкав ќе биде албумот, дали ќе биде 14, 15 или ко Скорпион ќе има некои си 24 траки, но морам да кажам дека сакам и очекувам од Дрейк да го има тој Дрейк момент каде што тој е она најискрен со себе и да се појави на некои траки онака кој што ги има оние deep cuts, кој на Views, кој што ги има на Nothing Was The Same и на Scorpion. Бидејќи Scorpion, иако е еден од најозборуваните и најлоши албуми на Дрейк, мене ми е, кога ќе навлезеш длабоко во него, мене ми е одличен албум, мене ми се свиѓа. Да беше со 12 песни наместо 25 ќе беше друга приказна. Да беа само најдобриот извадени. Апсолутно. Го слушав Академикс баш денес како се спремав за емисијава и он кажа дека во еден разговор со Дрейк пред година дена од прилика, Дрейк му кажал дека пробува да најде правата формула у поглед на должината на албумот. И мислам дека треба да поработи на тоа. Мислам дека немаме до сега добиено краток проект од Дрейк, а во денешно време ја би сакал да слушнам краток проект, иако со вакво одложување, со ваков хајп, нема хајп као Whole Lotta Red, али со хајп околу него, од друга страна па некако, ако ни даја само 10 песни би бил разочаран. Ама знаеш што е работата со Дрейк, кај што Дрейк нема потреба од хајп кој што има потреба Playboy карти. Едноставно Дрейк е доволно само да го извади албумот, да стави едно стори на неговиот Инстаграм и да се појави на сите можни плейлисти у истиот момент на Spotify и тоа е тоа. Мислам дека овде ќе се деси еден pun intended, ќе се деси пандемониум со музичката сцена. Така да знаеш зошто? Има еден таков driving force и тоа ти сам го кажа и тоа си управо, бидејќи стварно е најголемиот артист и сите као everyone will follow suit моментот кога тој ќе го извади неговиот албум. И мислам дека бројките ќе бидат оправдани како и да е. Дрейк е тоа што е, но стварно очекувам да ми изненади онака, сакам стварно да слушнам искрен Дрейк, онака повредлив Дрейк, каде што стварно си ги изразува своите чувства, бидејќи од периодот од кога го извади Скорпион, му се роди неговиот син, овде веќе има татко и некако има некои моменти и ствари кои што ствари низ кои што поминал во неговиот живот, така да стварно се не знам, сакам да слушнам нешто што ќе биде онака grown up од Дрейк. Исто јас, иако насловот не ми звучи така, али останува да видиме Дрейк, многу ни е жал што не го извади албумот, имавме и тука и теми за зборење и милион други ствари, али on to the next one.
Кендрик е еден од луѓето кои еден од артистите кои луѓето во светот и во Македонија кај нас на стори ни пиша најчесто дека очекуваат проект од него во 2021. Ти кога поголем фан на Кендрик, ќе те оставам да кажеш ти како се осеќаш, па после ќе си кажам јас што имам. Морам да признам, не сум во исчекување, но сакам да видам кај ќе иде тој албум. Знам дека Кендрик мора да извади албум годинава, бидејќи е long overdue, 2016 беше или 2017 кога искочи Dem. И стварно не знам, бидејќи знаејќи од каде и како рипаше од албум во албум, бидејќи стварно од Good Kid, Mad City па се префрли на To Pimp a Butterfly, бидејќи иако се афроцентрични, значи едниот е многу поразличен од другиот, па се префрли на Dem, албум каде што е многу интроспективен и збори за само за неговиот живот, наместо за стругалот на неговите луѓе. Стварно не можам да претпоставам, ниту можам да замислам. Верувам дека во каков и да е креативен спејс, мислам дека музиката ќе на највисоко ниво, ќе биде феноменална, но не можам да претпоставам, бидејќи немаме наслов, немаме релиз дейт, немаме никакви индикации со кои соработувал и од каде влече искуства, така што стварно немам представа каде би идел од артистичка гледна точка и како би звучал сонично овој албум на Кендрик. Но факт е дека мора да извади нешто годинава. Тоа е баш една од причините поради која ја не сум баш возбуден за новиот албум на Кендрик, бидејќи искрено не очекувам да виде тоа што ми се свиѓа мене од него. Јас Кендрик најмногу го сакам кога е на трап битови, кога е енергичен, уште од 2012 кога се појави до сега најдобар ми е на моментите кај што е онака. Кај што рапува добро, али на трап битови, на хард хитинг битови, затоа мене To Pimp a Butterfly не ми е воопшто добар албум, не е за мој вкус. Untitled исто така, а мислам дека според тоа како звучи музиката, според тоа кои тематики би можело да ги обработува во ова време кога во Америка се случи Black Lives Matter, се случи сите други работи, Трамп и останатите глупости, ја очекувам дека Кендрик ќе биде многу ќе биде нешто како To Pimp a Butterfly, али да ја речеме 2021 шит, али тоа не е за мене. Не го сакам ја тој Кендрик едноставно. Не го осеќам едноставно, тие тематики што он ги обработува таму се многу далечни од мене. Не, те сваќам. Знам за што збориш. Не знам, ја конкретно за Кендрик имам онака како ги сакам и двете страни, бидејќи мене двете омилени песни ми се од Кендрик ми се сосема различни меѓу себе. Едната ми е Cartoons and Cereal, втората ми е Sing About Me I'm Dying of Thirst, онака како две тотално различни траки и тотално на спротивните спектри од музиката. Но стварно не знам, ќе видиме, останува, мислам дека 2021 ќе биде годината која ќе извади албум. Во тоа сум сигурен. Дали мислиш дека ако музиката базирана на тоа што кажав јас, на Black Lives Matter и на други movements, на правата на црнците, на правата на луѓето општо, дали ти треба да биде светото движење за таква музика? Или таа музика подобро се конзумира дома? Во поголемиот дел музиката на Кендрик, во било кој момент, значи и To Pimp a Butterfly, па дури и Dem, беше, би рекол, за дома. Зашто не вади тоа? Што требало да искористи шансата онака баш да биде како што треба? Не знам. Може би тука има веќе и политики со неговиот лейбл, бидејќи сите го знаеме, мислам и луѓето кои што повеќе се заинтересирани за тоа, знаеме Top Dog какви се со нивните релиси, знаеме дека луѓе кој Epsol, кој Isaiah Rashad, значи години и години чекаат и ќе збориме за тоа, бидејќи тие се наоѓаат на листата, барем за мене, ја очекувам проекти од нив. И може би овде има и политики со неговиот лейбл, никогаш не можеме да знаеме. Top Dog знае да биде малце комплициран за такви работи, бидејќи ја го следам и него и на Твитер, онака многу налудничави ствари некогаш збори, онака намерно ги омаловажува своите артисти, онака има Сиза има проблеми со него, така да тоа може би на крајот на денот и TD issues, но никогаш нема да знае. Ајде кога сме више тука, кажи ни што очекуваш од СЗА, од Isaiah Rashad, дали Schoolboy Q може нешто да извади? Еве ќе почнам прво од Schoolboy Q. После Крешток Schoolboy Q онака отиде underground, усмисла стварно го снема, си ужива во неговиот успех. Колку помина? Една година помина, тој беше во мај 2019, ако не се лажам, година и пол, значи да. Кога почнавме Пандамониум беше еден од првите текстови што опишува. Првите текстови, да. Со тоа што као
2019-2021 мислам дека е време веќе да извади нешто. Знаеме дека тој уште и пред да го извади Крешток дека имаше уште еден албум кој што го скрешна поради смртта на Мек Милер, но ќе видиме како ќе биде, можеби е 2021 годината кога ќе добиеме нов албум од Schoolboy Q. Исто, не знам, но мислам дека ќе биде нешто во тој лейн кој што секогаш Schoolboy Q си го има. Во врска со Сиза конечно добивме Good Days, беше сингл кој што го најави таа, конечно излезе феноменална песна, долго очекувана, мене многу ми се свиѓа, одличен звук. Ја сакам Сиза одамна, ја слушам, така што сакам да слушнам албум од неа. Control беше феноменална ствар. Така да ќе видиме што следува за понатака, но дефинитивно TD мора да настапат. 2021 исто така се надевам дека ќе биде и годината на Isaiah Rashad, еден од моите омилени артисти од TD воопшто. Феноменален артист, онака Шон Си го гледав во баш пред некое време дека збореше и тој за истиот и се слагам за тој за таа негова констатација каде што кажа дека Isaiah Rashad вокалот онака му на еден начин кога го слушаш му шири некоја болка, му шири некоја меланхолија и го осеќаш страголот за кој што збори во музиката. Ја уште го слушнав, ако не се лажам, во 2014 година со Силвија Демо, потоа The Sunset Raid во 2016. Албумот е готов, се уште снима одамна, така што ќе видиме. Мислам дека и веќе има име, во 2019 албумот го најави, дека е прилично готов, се вика The House is Burning, има најразлични продукции од CLTD Camp, продукција од Kenny Beats, така што и овде најголемиот проблем е пак TD, бидејќи не му дозволуваа да го извади, не знам од кои причини, и тој беше многу незадоволен од нив, но дефинитивно мислам дека не треба така во заложниство да ги држат. Истото значи и за Epsol сега го слушнавме на колаборацијата со Рас, така што се надевам дека албум is in the works. И со тоа го завршувам мојот рант за TD. Одлично, брат, и ја ќе бидам искрен, Isaiah Rashad воопшто не ми е ни близок артист, не сум ни преслушал нешто многу. Имаме добри коментари за Сиза. Андреевска вика од TD и Сиза се чека, да. Нина вика дека Good Days е 2021 Anthem. Се слагам. И Андреевска вика дека само Сиза и Fit Frank Ocean може да ја спасат годинава. Што мислиш за тоа? Frank Ocean нема извадено ништо од 2016 година, летото кога ги извади Endless и Blonde едно по друго во време од 2 недели. И факт е дека не можеш да те снема. Знам дека има извадено неколку песни и се збореше за некаков албум каде што имаше кавери, каде што доле му беа сите поединечни кавери и се гледаше која песна и дека има некои 13-14 песни на тој албум на некаков замислен проект. Никој не знае дали некаков проект следува или не, но мислам дека после 5 години мислам дека редно време е и Frank Ocean да извади нешто ново и онака да не сакам посебни траки, сакам еден концептуален албум кој што е Blonde, кој што е Endless. Сакам тоа да слушам цел проект од Френк. Се слагам, кога сме кај 2016 мора да спомнеме Ријана. Незиниот последен албум Anti или Anti излезе во јануари 2016 пред точно 5 години. Премногу време за еден огромен поп артист, worldwide global star како Ријана. Дури мислам дека и премногу време си даде и целово во одложување и на наговестување на албумот, па нема да биде, мислам дека направи контраефект. Не би рекол детокс момент, али момент на кај што сега од Ријана не знаеме што може да очекуваме едноставно. Да, ја не знам кај би заминала сега музички, бидејќи Ентай беше стварно интересен албум, имаше многу интересни песни, но не знам 5 години што прават за еден артист и како би се смениле. Плюс на кое ниво е она онака глобално ниво како во популарност, мислам дека не е ни дозволен кикс, не е дека има на кикс, али нешто кој е преекспериментално и нешто скроз out of the box, мислам дека нема да помине толку добро. Од друга страна, кој нешто па препопиш, исто така нема да има поента. Па еве, ако ги погледнеме и нејзините претходни соработки и стварите што ги има извадено, бидејќи си има појавено на неколку песни, Wild Thoughts е една од нив, друга е Believe It, сега конкретно што искочи на Party Next Door албумот заедно со Drake. Мислам дека нема нешто многу да дивира од нејзиниот карактер, но можеме на пример да слушнеме и некои по slow down бавни каде што таа го флекса својот вокал, бидејќи знаеме дека Ријана има стварно сериозно добар вокал и квалитетен.
И се надевам дека ќе ги добиеме и двете страни. Ќе добиеме некој клубски бенгер, можеби ќе добиеме некој со на slowdown, stripdown, R&B песна, така да... И мора да има dancehall и afrobeat, Rihanna fit Burna Boy или fit Whiskey. Мислам дека тоа е очекувано и сега веќе и очигледно. Се надевам. Знаејќи каков замав зема африканската музика и карипската музика, мислам дека и тоа таа потекнува од Барбадос, така да мислам дека тоа е Или во нејзините корени. колаборација што би го срушила светот, Rihanna fit Bad Bunny. Да, сега тоа ќе велев. Значи тоа би било нема отказ од такво нешто. Ама као не е farfetch таа идеја да бидат тие да бидат стајани заедно на трака. Ако не сами, мислам дека DJ Khaled ќе направи некоја ќе замеша прсти овде и ќе направи нешто. Точно. Некоја таква соработка. Big up до сите што не слушате на Mixlr, пишувате ни коментари за нешто поврзано со темава. Темата на денот е најочекувани албуми за 2021. Се разборевме убаво, збориме за артисти кои одамна немаат извадено проект и очекуваме да изведат во 2021, иако не сме сигурни дека тоа ќе се случи поради светскава пандемија. Веќе 2020 ни пушбек на многу албуми, од друга страна ни донесе и многу добри други албуми, али 2021 очекуваме нешто друго. Мора да позбориме за овие артисти кои се веќе стаблирани, пред да преминеме на малце поинаква тема и ја да кажем нешто што као се осеќам од ситуацијава. И се проки ни го спомна неколку луѓе во коментар. Ја искрено не сум воопшто возбуден за се проки. Мислам дека некад да кажам неговото време е поминато, али мислам дека онака има истрошено тоа што го водеше во првите денови, тој хајп што го направи, и мислам дека толку си ми изгубено во целиот тој попстар лайф, фешн лайф, едноставно рокстар ливинг, што мислам дека не има веќе што да каже освен да е нешто клубско и да е нешто онака, да речеме парти насочено, бидејќи имиджот кој они го изградија као креативна екипа, фешн, у исто време стрит и генгста на почетоците на претходната декада, поминуваше супер, али сега не може да ги третира веќе тие теми, не е генгста, може биде само фешн, може биде нешто хай левел, а нешто експериментално како тестинг, мислам дека ќе биде утка. Неговите стенс, неговите најголеми фанови викаат дека тестинг е одличен албум. Ја не го осеќам тоа така. Едноставно не е тоа што го барам од се проки. Не сум возбуден и мислам дека времето му е поминато едноставно, да биде на врвот. Не знам дали му е поминато или не, со тоа што стварно и тој мирува, значи нема некои траки кои што онака отскокнале и ми се појавиле на радар последниве неколку години од кога искочи тестинг, но мора да се согласам со тебе. Мене тестинг не ми е толку лош, но ми е хитен мис, онака има песни каде што стварно ми се свиѓаат и ги слушам и ден денес ми се во ротација, но поголемиот дел од песните ми се тотален мис. Но кој што кажа, има веќе момент каде што го губи својот тач онака и се проки, но тоа мене ми дава надежда да сакам да слушнам нешто што следува, бидејќи можеби и се надевам дека ќе има некој момент каде што ќе се врати на голема врата. Не знам стварно што спрема, но факт е дека A$AP Mob и целиот A$AP Mob дека веќе се влезени во една поалтернативна онака некоја сцена нивна, и мислам дека и тоа малце поише ги дивираше од сцената него ли тоа што они самите сакаа, бидејќи сакајќи да се направат поразлични, мислам дека забегаат тотално и отидоа на скрос налево, така што голем дел од луѓето веќе се повлекоа од нив. Се слагам, ќе направиме еден посебен A$AP Mob спешал во некоја следно издание поради тоа што имаат они огромен инфлуенс на целата сцена, но во моментов 2021 нова декада, мислам дека се више надвор од играта на некој начин. Не во лоша конотација, него само реално, кажам како се осеќам. Да, си го има, сепак тие се активни од 2012, си го има своето време и ко поединци и ко група, така да не може да се запостави нивниот инфлуенс на сцената. Тоа што јас го очекувам е нов албум на Тревис Скот. Мислам дека многу луѓе го очекуваат. Мислам дека уште еден мега успешен албум на Тревис Скот како Astroworld, у поглед на звук, у поглед на популарност, у поглед на иновативност, ќе го стави Тревис Скот. Не дека он сега веќе не е, ќе го стави на број еден, може да го стави на исто место кај што е Дрейк, кај што е Кендрик, кај што е Кол, ако речеме дека Дрейк, Кендрик и Кол претходната декада беа три најдобри артисти, мислам дека Тревис Скот му фали тој еден проект, уште еден од неколкуте, да биде на тоа ниво. Возбуден сум да слушнам, најверојатно ќе се вика Утопија, значи се надам дека ќе однесе во некој негов свет, што е утопија за него. 2020 му донесе многу добри бизнес мувс,
на секаде, дури тоа малци почнува да ги одвраќа старите фанови, бидејќи многу деца го слушаат од целиот свет. Направи онака некои соработки со кои многу луѓе што се со него од самиот старт don't fuck with, едноставно. И очекувам нешто што е ако е утопија, ако може да биде креативно слободен, да донесе нешто друго и да ги закачи новите деца на малце поинаков звука, да не прави музика и филм за нив. Па да и не, со тоа што знаеш како? Ја го сваќам Утопија, бидејќи самото име го налага тоа како континуација на Astroworld, само едно продолжение. Не значи дека сонично ќе биде исти, но концептуално ќе буквално, значи Astroworld беше една вожња, имаше многу различни моменти на самиот албум, бидејќи имаше продукцијата стварно беше од до, имаше трап битови, имаше песни како Coffee Bean, Houston Fornication, така што мислам дека ќе има многу различни моменти и тоа ќе продолжи само и на Утопија. Продукцијата мислам дека ќе биде сосема поразлична, бидејќи од проект до проект знаеме дека Травис Скот сака да експериментира, но неговото експериментирање не е на лош начин. Тоа е секогаш е било, ја барем сум имал позитивни искуства, значи од Birds, Rodeo, па Astroworld, мислам дека секој за себе е посебна приказна онака и се експериментални албуми, но во свој лейн. Точно, се слагам, убаво срочено. А кога сме кај J. Cole, кажи ми, вака што ги гледам луѓе што ни пишуваат J. Cole, Kanye, Migos, Pusha T, ајде да ги поминеме еден по еден сите. Знам дека си фан на J. Cole, ја не сум толку голем фан, но го почитувам многу и ми се допаѓа голем дел од неговата музика. Што може да очекуваме од J. Cole во 2021 и дали се издржани очекувањата? Морам да признам, иако сум голем фан на J. Cole, KOD ми беше еден од најнеслушаните албуми за 2019 или 2018 кога и да искочи. Од самиот факт дека не донесе нешто ново во дискографијата на J. Cole, само беше едно продолжение на еден начин, немаше некој спарк, немаше некоја посебна инспирација, продукцијата беше таква кој што е традиционална за J. Cole, но 2020 беше тивок, релативно тивок со тоа што мислам дека извади само 3 песни, Snow in the Bluff, кој што беше одговор на No Name во целата таа, како да кажам, во целата ситуација со Black Lives Matter, бидејќи имаше еден контроверзен твит, па извади песна за тоа и уште двете песни Simba и The Fall Off ги извади ко најава за тоа што следува, па пред предизвестно време го најави планот за неговата кариера, како ќе се движи и што планира. И има планирано 3 проекти или 2 проекти пред да искочи неговиот последен соло албум, со кој што и се одјавува на еден начин и се пензионира од музиката. Не верувам дека тоа ќе се случи, многу луѓе тврдат дека ќе се пензионираат, но никој не го прави тоа, едноставно не е возможно да го направиш тоа, но се надевам дека нема да го прави тоа што го правил до сега. Ми се свија тоа што го прави J. Cole, искрене се грижи за својот тим. Ја повеќе сум надежен од неговиот тим, Dreamville, Earth Gang, Bass, Jid. Таквите артисти некако повеќе сега ми се поинтересни него ли самиот J. Cole. Но знам дека J. Cole има голем удел во сето тоа, бидејќи стварно се грижи за нив. Така што очекувам малце да навлезе онака, бидејќи веќе е стар, тие кој што кажа. Ова може да се стварно и нивните последни албуми, кој што кажа на Дрейк. Зошто да не идат онака over the top, да имаат продукции од DJ Premier, од Night Wonder, нека го направат тоа. Мислам дека тоа онака би било on the highest note, нека соработуваат со неголемите легенди во рапот и да се повлечат на највисоко ниво. Ајде да речеме Дрейк е многу голем име, ама J. Cole го гледам како би се пензионирал, дека он и реално е пензиониран од целиот шоубиз, од целиот он се повлече од спотлајтот уште пред 4-5 години. Така да го гледам ова како година или следниве години, следен период каде што би можело да се пензионира, и за артист како него е некогаш и подобро да го направи тоа, бидејќи и тематиките што ги обработува и знаејќи го каков лик е, едноставно е pre-conscious и лик кој има голем growth во кариерата. Се закаваме, он почна како, да речеме, и одрапуваше за златни ланци, правеше клубска музика и секоја следна година се менуваше како растеше, сваќаше нови работи и тоа го преточуваше во музиката. И eventually ќе има момент кај што нема да има веќе што да каже. Факт. Треба да иде до пензија. Бидејќи знам дека го слушаме J. Cole многу одамна, се сеќам дека Can't Get Enough на журки имаш вртано безброј пати Workout, така што знаеме дека Sideline Story беше таков албум.
и после премина во Born Sinner за да замине таму кај што замина, така да J. Cole има еден таков тек на кариерата каде што мислам стварно веќе крајот му се наближува и тој сам го има увидено тоа и мислам дека ќе го направи тоа. Но нема да прекине со музика во смисла можеби нема да има соло ствари, но секогаш мислам дека ќе биде овде и ќе се грижи за својот Dreamville тим бидејќи гледаме што пре и гледаме дека стои многу позади своите луѓе, така да тоа само ќе продолжи да се случува. Одлично. Kanye West? Не знам. Подобро не. Ја Ја мислам не би дека зборал за Kanye стварно, Да, нема. on to the next. Ако извади. Не можам веќе со тие антики негови, едноставно не иде. Ако извади, ќе слушам. Претпоставувам дека нема ми се свија голем дел од него, но ете ќе извлечеме нешто како и да. мора да спомнеме уште два артисти кои ги видов јас, ги планирав да ги спомнеме, ги пиша и на стори, така да што мислиш за Мигосите? Дали Мигосите кои изведат проект сега ќе има некаква значење на сцената? Нула. Не дека имам нешто против нив, ама накратко буквално си го имаа својот момент. Они И стварно лошо го потрошија? лошо го потрошија. Значи они го потрошија до тој степен каде што тоа не можеше да се регенерира, као не си дадоа простор каде што тие може да се повлечат и луѓето да бараат нешто од нив. Се потрошија и тоа беше финално, онака без никаков момент за redemption на нивната кариера и мислам дека и да извадат нешто и да ги фатат бидејќи знаеме дека они се индустријски многу поврзани и со најголемите артисти на денешницава и може да направат некои колаборации, но нема да направат некои. Ки има клубски бенгери што ги пуштаме во диско eventually, али Нормално е тоа. некако ми се виде муабетов кога да правиме мојот пуша што не треба да излезе за 2021 отколку што треба и ми се свија дека овие артисти кои ги поминавме сега пуша бевме на страната дека не треба или дека делумно треба или дека бидејќи овие се артистите кои одбележаа претходната декада. Не ми е малку чудно од 2021 да очекуваме да излезат албуми од артисти кои својот пик го имаа во 2012, 13, 14. И тука мислам дека имаме мал геп и мал проблем на сцената. Прво во преска да сватам што е муабетот, али некако не можам тоа да си го поврзам. Збориме за Kanye, збориме за Drake, збориме за Kendrick, збориме за Rihanna. 2021 година. Некако дали 2020 донесе нова свежа крв, тоа што го обработувавме во 3 ретроспективи, нови правци, R&B, Afrobeats, такви работи, а овие стари, дека веќе се стари и веќе се ветерани со 10 плюс години во играта, дали име време, некако се осеќам дека очекуваме од нив нешто, и као The Weeknd и останати артисти од таа генерација, али мислам дека не треба да очекуваме од нив нешто толку многу. Тоа е кога да очекуваше во 2012 година албум на 50 Cent или на Snoop Dogg или на Ja Rule или немам појма сега да не. Да, или во 2020 да чекаш, едва и да чекаш. Види, ја ќе бидам искрен. Конкретно за Фарел, сакам да слушнам и знам дека имаат неколку ствари in the works. Конкретно знам дека дека ќе збориме и го имаме напишано дека сакаме да збориме за него. Конкретно Пуша Ти, брат. Он има најавено албум колаборативен каде што продукцијата целосно приваѓа да Нептунс. И тоа е пак, знам дека го мразиш, но тоа е пак со тоа што ти го кажа дека сега веќе поголем дел од тие артисти ќе се вратат во моментот early 2000s, бидејќи Нептунс стварно се цементираа во тој звук. Имаа толку свој сопствен, а да не збориме дека Клипс потекнуваат од тоа време. Early 2000s, Virginia, значи Фарел се грижеше за нивната продукција во голем дел, така што ова мене ќе ми е еден одличен throwback. Не можам да замислам што ќе биде тоа, но од друга страна пак на пример Пуша Ти има и тоа не знам дали ќе искочи во 2021, но има најавено и албум со Медлип. Така да Чекај, сега те прашам за што ќе рапува Пуша Ти од 2021? Дека продаваше дрога во 2020? Кога сите беа дома? Коукрап, брат. Коукрап. Не, ништо друго. Ја не сакам да слушнам ништо друго од Пуша Ти. Ја мислам дека е скроз washed out и мислам дека ајде да чуеме што има да каже. Знам дека има стенс на Пуша Ти, на Kanye, посебно на Good Music Campот кои го величаат многу Пуша Ти. Ја немам ништо против Пуша Ти, али имам против хајпот за него и мислам дека не е издржан воопшто и мислам дека не има што да понуди човекот во 2021. Можеби ќе ме побие, но и да се вратиме на времето на Клипс во сарадка со Нептунс 2002 година, некако мислам дека е престар за тоа да го прави. If you ask me. Ќе видиме. Стварно не знам, но
Мене тоа искрено поише ме возбудува неголи новиот албум на Kanye. Ако што кажа и се слагам за тоа, бидејќи имаш право, сега најчесто се фаќаме дека збориме за артисти кои што кариерата им почнала во 2009, 2010 и 2012 и тие се артистите кои што ја зациментираа и претходната декада. Но 2017, 2018, 2019, па и 2020 ни даде некои артисти кои што, например, ја едва и чекам од нив нови ствари. Еден од нив е, и го овде го спомна и Джоджо, IDK, артист кој што мене онака стварно ми се свиѓа, има огромен допринес за културата, одличен албум извади, така да сакам да слушнам нешто ново од него. Овде е JIT, пак ќе ги спомнам, Dreamville цела екипа, Bass, JID, Earth Gang, Baby Kim, еден од моите омилени артисти за 2019. Јас се навлеков крајот на 2019, почетокот на 2020 на него. Ја поише очекувам албум од BB Kim него ли од Kendrick. Ја правам таа компарација бидејќи они двајцата се братучеди и има еден многу интересен муаве дека уствари Baby Kim е као алтер его на Kendrick и Kendrick го прави тоа и Kendrick ги пишува текстовите за Baby Kim бидејќи сакал некаков аутлет. Но не знам тоа дали е точно, можеби само фрлам некои conspiracy theories, но кога сме кај ова, мора да ти кажам, ја преска што сфатив кога ги спремав албумиве. Повеќе сум возбуден за нов албум на Joey Badass отколку на Migos. 2021 шит кој запамтете го ова Дарко што го кажувам. Кој ви го рекол тоа? Значи добро знаете тие што не слушате почесто дека последнава година почнав се вратив пак на малце на тој бумбап звук, се вратив на тој реге звук и кога слушнав румор за нов албум на Joey Badass, се реков као еј, може. И тоа ако звучи како една песна на My Youth, I'm all for it. Еј, за тие што не ја знаат, ве молам, вратете се My Youth да ја слушнете од Joey Badass, тоа е феноменално. Да. Види, се слагам, бидејќи и самиот Joey го извади The Light Pack пред неколку месеци во 2020, две траки кои што ден денес се уште ми се во ротација, феноменален семпл, се уште ми онака во ум ми се врти. Тој самиот вели дека ова му е најдобриот албум до сега и е многу задоволен од целиот негов креативен процес, така што стварно сакам да слушнам 2021 што ќе донесе за еден артист кој Joey Badass, а со тоа и за целиот Beast Coast, за целата Beast Coast екипа, бидејќи албумот што го извадија беше онака и на двајцата ни се најде на листата. Тоа беше еден од моите први преку тој албум и преку претходните албуми на Flatbush Zombies, некако пак се врати во бумбапот, иако заедничкиот албум на Beast Coast беше повеќе со трап битови, сепак ме вратија у таа насока некако. Да. Последен артист Дензел Кари, знам дека си фан. Дензел Кари, да. Види, Дензел Кари имаше феноменален албум со Табу, имаше неколку соработки, имаше многу добар колаборативен проект заедно со Kenny Beats уште во февруари. Така што спрема некои нови ствари, знам дека работи на некои негови стрипови, некои негови анимации кои што ќе бидат заедно со албумот. Прекреативен лик, многу версатилен, стварно се занимава со својата музика и мислам дека тоа е врз основа и на неговата кор фан база која што има стекнато и стварно го поддржува. Ќе ти кажам уште еден артист за кој што сега се присетив, Goldlink. Сакам да слушнам. После Диаспора сакам да слушнам каде ќе замине, бидејќи стварно сум огромен фан сум на Goldlink, онака уште од раните времења, уште од SoundCloud деновите. The God Complex ми е еден од омилените албуми онака со електронски инфлуенс воопшто. И после Диаспора не знам каде би заменал, бидејќи Диаспора беше онака афроцентричен албум, имаше многу онака outside influences. Ја мислам дека би останал таму. Само би го проширил. Да. И тој стил најмодерен во денешно време, му лежи и е природен. Само мислам дека би останал таму и би го подобрил само со подобри фичерс, подобра продукција и едноставно би си живел во тој лейн, бидејќи он е тоа. Да. Имам уште албуми, чекај. Да, дефинитивно. Мислам дека многу се разборевме, се надам дека ви окей. Пишете ни у чет, планиравме да биде пократко, планиравме више да почнеме и со слушање на македонска музика, али ни тргна многу добро муабетот и да ми ја рече добри поенти за артистите, бидејќи сме фанови и ги пратиме многу долго време, израставме со нив, имаме што да кажеме. Еден од новите артисти денеска ми го прати тоа, Don Toliver на его нов албум, I'm All For It. Мислам дека Heaven or Hell беше одличен деби проект за него. Би сакал да слушнам кај иде, еден од предводниците на најновата генерација.
нема да кажам дека сум превозбуден, али кога излезе ќе му обрнам внимание дефинитивно. Не, јас сакам да слушнам како би звучал У која настока ќе иде нов Don't Toliver албум, да. Со оглед на тоа што се случи и каков инфлуенс тој имаше врз Astro World, бидејќи стварно верувам во тоа дека Don Toliver беше еден од артистите кој што имаше најголем удел покрај Тревис Скот врз звукот на Astro World. Тоа е онака без преседан, мора да му се дае тоа дека еден од виновниците за звукот кој што го донесе. И стварно се надевам дека Тревис Скот ќе го нема тој Дрейк момент каде што ќе пробува да се храни од звукот на Don Toliver и ќе биде оставен Don Toliver сам на себе да го креира најдоброто свое дело, бидејќи стварно му е потребно да извади еден албум каде што стварно ќе го оддели од сите други, бидејќи го може тоа. Верувам дека го може тоа. Ајде да се префрлиме на британската сцена која во 2019 и 2020 посебно експлодираше. Ти си овде во Пандамониум, мислам дека ти си амбасадорот за UK сцената. Ја немам нешто толку што да кажам, освен оние очекувам албум од сите The Usual Suspects што се би рекол. Не, ама чекај, тука е Slow Tie. Slow Tie е од твоите омилени артисти. Веќе го има најавено, знаеш како, бидејќи веќе го има најавено албумот. Tyron. Да, Tyron кој што излегува на 5 февруари, ако не се лажам. Имаме веќе слушнато три песни, NHS, Tots и Маца, така што ќе видиме, веќе имаме некаков одреден звук врз основа на тие три траки, сите се различни меѓу себе, тоа го очекуваме од Slow Tie, еден од најинтересните UK артисти, но сакам да слушнам веќе и малце повеќе навлегувам во UK сцената и во артистите и што ми ги праќаш, така да пак би фрлил око на тие The Usual Suspects, Skepta, Heady One, некои од тие поголемите, Dave, тука се разбира. Да. Slow Tie, претходниот албум воопшто не ми се свигаше, првите пати кога го слушнав него осетив, последниве траки што излагат од него ми се Fire. Јас го чекам Tyron со нетрпение и ќе третираме сигурно Пандамониум, само нека излезе да нема одложување. Dave е еден од артистите, неговиот албум Psychodrama, април 2019 година ја стави UK на мапата, јако да речеме Skepta се разбира човекот кој е најголем амбасадор на светско ниво, али проект како Psychodrama направи многу луѓе се закачат уште повеќе. Очекувам нов проект од Dave. Од Skepta не знам дали очекувам, плюс албумите на Skepta се малце поразлични, а и последниот не беше таков, али оној Konnichiwa беше на како компилација на синглови од колку албум. Најголем дел од песните веќе беа излезени, поише беа бенгери. Стонос извади албум 2019 на крајот на годината, мислам дека уште живее врз основа на тој албум, неговите песни се уште во ротација, така да не очекувам од него ништо. Од овие што се по-алтернативни, по-андерграунд артисти, имавме еден бум на кратки албуми на EPs есенва и од англиската сцена и од африканската сцена се случи истото. После летово онака многу луѓе извадија проекти кратки, затоа што зборувавме уште првата емисија да имаат body of work, дека многу од нив има до тогаш само по 1-2 синглови извадено. Така да очекувам, од нив не очекувам нешто премногу во 2021, но очекувам да продолжат да работат со исто темпо, синглови, кратки EPs, па ќе видиме кој ќе се одвои после како поголем артист. Мора со оваа поента да се префрлиме на македонската сцена. Бидејќи македонската сцена треба да учи од овие помаливе сцени, а не од американската, бидејќи е преголема, али од другиве помали хип-хоп сцени, под наводници помали. Мислам дека има многу што да се научи. Многу артисти, ќе повторам уште еднаш, извадија проекти крајот на 2020 година со цел да имаат еден body of work, да се знае кои се што се. Зборувавме за првата емисија на Пандамониум радио пред 11 недели, постојано го спомнуваме. Македонската сцена, посебно нова генерација, и фалат проекти. 2021 се надам дека ќе донесе проекти, 2020 донесе неколку на почетокот, кога почнавме со Пандамониум имавме многу за што да пишуваме и тоа беше супер. Big up за Драги, Курчо, Young Daddy, Dope Куќата се сеќавам таму почетокот на годинава, мислам дека тие 4 ги третиравме кај нас. Имаше уште некои други кои не ги третиравме, но очекувам 2021 да донесе конечно некакви проекти на македонската сцена. Слушнав многу изговори, слушнав многу глупости годинава дека беше карантин, луѓе нема инспирација, нема кај да снимаат, нема што да прават, милион оправдувања, ќе ги наречам. 2021 очекувам новата генерација на македонската музика, не само на хип-хоп, да извади проекти. Тоа е тоа. Се слагам со се што кажа. Стварно верувам дека
треба сериозно малце по-сериозно да се земат работата во раце, онака и да креираат проекти, да направат едно кохезивно дело, онака еден албум, проект, EP, што и да е, каде што ќе може да слушнеме онака каде се артистички, што се случува во нивните глави, онака на еден начин да добиеме некаква слика. Но морам да напоменам нешто, дека листата за годинава и артистите кои што очекуваме да извадат некои нови ствари не е нешто поразлично од претходната. Затоа велам дека сакам да слушнам некои нови луѓе да извадат пошто Секси Марса и сите тие впрочем си наши другари кои што веќе ги имаат најавено. Денес, вчера, тоест Драги го најави својот албум. Секси Марса го најави својот Марстейп кој што ќе искача во колаборација со Петар. Курчо има проект кој што излегува за некое време заедно во колаборација со Глуми. Така да тие се моментално би рекол the usual suspects на македонската сцена. Доуп куќата се овде. Значи тие се активни, проактивни и вадат проекти цело време. Така што стварно очекувам и од артистите кои што мене не ми влегуваат на радар да извадат некој албум, нешто да слушнам, за да може на радарот. Да, за да може некој да ми прати нешто за да слушнам, бидејќи да, окей, песни едно по едно во ред, но стварно има и се гледа разлика кога има еден цел body of work. И ова морам да напоменам, ова е моментот со Докса. Ќе збориме за Докса, го имаме албумот овде, имаме неколку песни одвоено за него. Иако можеби не ми се свиѓа тоа што конечно онака зеде чекор напред. Кавер артот е феноменален, но ми се свиѓа, посебно ми се свиѓа моментот дека е негов. Тој го има креирано, тој го има дизајнирано. Продукцијата ми е интересна, малце онака некој спој од Lil Uzi заедно со Playboy Carti. Можеби не е not my cup of tea онака во целост, но има неколку моменти кои што ми се свиѓаат. И на крајот на денот има кохезија, има body of work. Има позади себе body of work. И мислам дека фала ти за мојата за Докса, ќе го пуштиме Докса малце погасно, да ја довршиме прво темата. Годините кога ќе погледнеш назад, мора артистите што имаат body of work се артистите ствари што на кои си помислуваш кога си помислиш, што се дешаваше последните 3 години на сцената? Што се дешаваше? 20 песни излега од 15 различни артисти по една песна годишно. Тоа не е дешавање нешто на сцената. Нашата генерација допрва треба да извади проекти кои ќе останат стейтмент за оваа наша генерација. Иако сме јајти малце постари веќе и не ме фатани од друга генерација, од легијата и од токсикологија и појма немам, али мислам дека оваа генерација и фалат стейтмент проекти. Би сакала видам албум, не EP од 5-6 песни, EP од 5-6 песни окей, али тоа треба да е што се вика на monthly basis, као на пола година на година тоа треба да се излага. Би сакала да видам комплетни проекти, би сакала да видам комплетен проект. Прво на Марса нека излезе овој микстейп, би сакала да видам деби албум, дека правење албум и правење на микстейпи на EP е тотално нешто различно. Албум со концепт, со посериозна работа, би сакала да видам, се разбира. Зибом, би сакала да видам Матеј, би сакала да видам Дупер. Дури би сакала да видам и проект и од Таско и од Вабона, да видиме што се репрезентира како артист. Таско знам дека најави еден проект кој требаше да го вајда беше албум кој требаше да излезе во јануари, но знам дека они се поврзани со Србија, со Раста, со тие екипи, таму сакаат они да го валат, па сега Раста е во затвор, па не знам тоа до кај, али не е битно. Би сакала видам проекти, би сакала видам mixtapes, би сакала видам full body of works од сите македонски артисти. 2021-2022 да донесе многу проекти. Синглови се окей, синглови one-offs без проекти немаат поента. Се додека се врзани за некаков проект, се слагам дека да, тогаш имаат смисла. Тоа кој што го кажа, еве ја ќе ти поставам едно прашање, кога кажа стейтмент проекти на една генерација. Еве ќе почнеме бидејќи ќе почнеме од 2000-та или нешто пред 2000-та, па навака на секои 5 години. Според тебе кои се тие албуми? Мислам дека ќе се сложиме на нив, но ја би почнал во касни 90-ти, early 2000s. Ги имаме овде, да, го имаме овде чиста околина, еден сафизам. Имаме Врчак, кој има еден албум, али тоа е
најголема класика за македонски рап, мене ако ме прашуваш. Да, факт. Од друга страна, значи во истото тоа време се појавува на пример и кога врни истура СТР2, иако ја не сум најголемиот фан. Срамота е да кажам дека тој албум нема онака дека не е statement piece, не само за СТР2, туку и за цела Легија онака, бидејќи тој албум е повеќе сакан и од албумите на Легијата кои што биле извадени и после тоа. 2010 кој што кажа, Токсикологија, Сладкар, тие моменти, значи тие го Тони Зен кога се појави, кога беа во пол неко онака, колку и да ми ги слушавме и не знам, ја немам лошо мислење сега, бидејќи стварно ми се промени мене мислењето за Тони Зен и за тоа тој што правил во 2009 со неговите хитови, со неговите песни, не можам да го мразам за тоа. Кој е тој албум во 2015, кој е тој албум во 2020 што искочи, зборевме и не дека сме biased, стварно не можам да, освен не знам, што мислиш за проектите на Дом Плеа, ја мислам дека тоа е повеќе тоа е еден од најголемите стейтмент албуми, Дом Плеада беше еден од Дом Плеада и оној Македон, тие неколку проекти како микстейпс, како албуми што ги извади Дом Плеа, за жалост стануваат единствени што може да репрезентираат една генерација. Единственото нешто што може да репрезентира од последниве неколку години според мене е огледало на сам Курчо праската. Да, се слагам. Тие неколку проекти. Со тоа што знаеш како мразам, бидејќи мразам ова да го зборам, бидејќи стварно звучиме бајас, бидејќи тие сите ни се другари и онака и со работници на еден начин. Но факт е дека се единствените. И сакам и ова го збориме само за да поттикнеме луѓе за да креираат музика. Даваме шанса на секого, сега ќе слушнеме селекција на музика онака која што и двајцата зборевме онака, имавме многу позитивни реакции на тоа дека за прв пат у 12 недели за прв пат имаме емисија онака каде што имаме поголема селекција на македонска музика и во голем дел ни се свиѓаат стварите што ќе ги пуштаме. Не сме приморани бидејќи пуштаме, не го правиме тоа никогаш. Се додека ние не се чувствуваме комфортни да ги пуштиме стварите, никогаш не би ги пуштиле. Така што ова све што е одбрано од нас, имаме неколку и демо ствари што се уште не се извадени. Едва и чекаме да ги пуштиме. Така да ве молиме кога и да имате пуштете ни нешто во DM, секогаш сме овде да слушнеме, да ви даеме фидбек, да ве поддржиме, да ни кажете што и како е, доколку ви треба било каков совет или нешто. Овде сме да помогнеме на било каков начин, тоа го збориме секогаш, ќе го повторам уште еднаш. И ја и Дарко сме овде на било каков начин да асистираме. Многу ми е мило, но стварно очекувам во 2021 да има многу повеќе проекти од македонската сцена. И не само од хип-хоп музиката, туку уопште луѓе да експериментираат и да пробуваат, кој што кажа Зибом, Матеј, Дади, знам дека сега ќе вадат нешто, но стварно сакам да слушнам онака. Боенка беше албум, но да видиме што е следно. Знам дека не слуша и ова него само ова го давам како кураж онака само да продолжи да креира ствари. Речем многу добар муавет направивме, многу течно, ни одеше се, некако флолес се префрливме од тема на тема и стигнавме до моментот кога што треба да пуштаме македонска музика. Пандамониум радио шоу број 12, се надам дека ви се допадна овој многу долг муавет. Се направивме муавет и мислам дека кажавме интересни информативни работи. Пишете ни чет како ви се свиѓа, почнуваме со сегментот МК сцена, кој го правиме вакво стандардна емисија, стандардна шема на Пандамониум радио шоу, оди секогаш после темата на денот, бидејќи природно се надополнува на неа. Имаме многу интересни и различни артисти за слушање, различни песни. Би сакал да почнеме со една трака која и на двајцата ни се допадна, од Елисеј. Траката се вика Нема шанси, и некој он сам ни ја прати у инбокс и ни каже: дечки, ве молам слушнете, ако сакате шернете или пуштете ја, big up до него што ни ја прати. Да. Не треба да се срамат, така да сите да ни пратат. Ја морам да бидам искрен, ја веќе имав преслушано трагата уште пред да ја прати, бидејќи не знам некој дали Дамилев или Курчо ми веќе имаше пратено, ја слушнав уште на самиот момент, семплот, флоуто, онака overall smooth трака, неочекувано, не очекував таков звук. Многу ми се свиѓа, се навратив, има неколку други ствари на YouTube каналот, го слушнав. Ми се свиѓа, само сакам да слушнам повеќе. Се надам дека ќе продолжи да снима онака и да стварно да слушнеме и еден цел проект од него. Ајде идеме со Елисеј, Нема шанси, и после него ќе слушнеме новата песна на Лас Вегас, која се вика Джагара Багара, за која има видео, Лас Вегас од Доуп куќата. Бидејќи многу зборевме да пиеме вода, ќе слушнеме две песни, па ќе збориме за Лас Вегас, па потоа ќе
ќе збориме од песна за песна во сите следни. Пишете ни чет како ви се свија, се разбира без хейт коментари, ако нешто не ви се свија, пишете го, али да не биде серење, даваме шанса на млади, не само на млади, на македонски артисти кои го заслужуваат вниманието, а за жал ние сме еден од ретките медиуми кои може да им го пружат тоа. Идеме со Елисеј, нема шанси, Пандамониум радио шоу број 12. Хидрирајте си и пиете вода. Нема шанси, нема потреба да носам ланци. Прва сме на раперија, навечер сме кравци. Цела моја вина си ја презеам зина, тако викаш дека фаќаме кривина, бату прав си. Jagara bagara muhabbet kaizina daga nabaga gurme pafni. Jagara bagara Давно я залапам якаем бами, я фатям за раката баба е алиби. Пуштил Мухамед, багара. Да типам корона, да имам на ногата жуль. Дали зимноме или ме дубат голуб. Ова е најновиот сингл на Лас Вегас, се вика Жагара Багара. Може да кажем дека е баш онаку стил на Доуп куќата, ексцентрично. Да. Но ми се свига дека е чил, ми се свига дека има тој момент. Спотот е многу лесно направен, некако. Мене ми требаше малце време за да ја сварам оваа песна првиот пат кога. Чекај малце, не е така со скоро секоја песна на Доуп куќата, искрено. Факт. Но знаеш ова од кај потекнува, бидејќи значи последниот проект што го извади беше многу сериозен. Онака интроспективен, збори за себе и збори за својот живот, онака сериозен проект е и ова е следното што следува и она и тоа е ексцентричноста што ја збориш онака од една страна се префарала тотално на друга, онака Джагара Багара што има многу сериозни збори за многу луди ствари у песната, така да ми се свиѓа, ама ми требаше време да ја сварам. Тука мислам дека и Доуп куќата имаат многу, треба да поработат, они се супер MC-ња сите, али мислам дека треба да поработат многу поише на како ги вадат траките и она целиот тој ролаут процес, целиот поише бизнис страната, баш го зборев и со Мила тоа и давав некои добронамерни совети за како може тоа да го прават, бидејќи они очигледно имаат многу што да кажат и тоа изразуваат на разноразни начини, али мора да има некаков тек, убаво ти го кажа, тоа мора да има некаков тек на сите тие ствари, не може да биде онака од сега денеска ова па утре нешто тотално друго. Мене ова ми окей. Не, мене ова ми е добро, само ти велам дека ми требаше некое време онака за да го прифатам кој што е. Но на крајот на денот да, интересна трака е, фани е, таква е, сатирична е, смешна е, иронична е цело време. Иво Нивен стил е. Значи, ова урла Доуп куќата, онака до тој степен е дека ова е нивниот звук, ова е нивната естетика. Така да, мене ми се свиѓа, немам ништо против. И се свиѓа дека имаат направено low budget видео која биле негде на пат на планина и тоа е супер момент, мислам дека многу поише би сакал да гледам од македонски млади артисти такви лавави спотови или некои такви глупи под наводници visuals, отколку некои многу wannabe trying hard спотови, а музиката е на ниво на кое на многу пониско ниво. Тоа е тоа. Не во лоша смисла, него едноставно да, сваќам. А ке предеме на трака која многу сакам да ви ја пуштам, ќе да ви ја пуштиме односно. Unreleased песна е од Young Daddy и Rager. Песна се вика Многу сакам да те видам. Имав често да ја слушнам пред една недела прв пат или пред две, ми ја пратија да им дадам некои мислења, им давав некои совети што како продуцирана е од Бокса, знам дека Мана сега во моментов работи на неа. Ми се свија многу и ако има некои моменти кои им ги кажа на нив кои можеле да бидат подобри. Ми се свија тоа. Ај прво ќе ја чуеме? Да ја чуеме? Јас се уште ја немам слушнато, сакам да слушнам, така да идеме. Ајде да идеме со Young Daddy и Rager, многу сакам да те видиме на трака која е доста релаксирана, би рекол као радиска под наводници. Треба да излезе спотот кај да јаде новиве. Пишете ни што мислите, чет баш не интересира и нас, а и на Rager и на Young Daddy се разбира. Идеме со Многу сакам да те видам ексклузивно на Пандамониум радио шоу. Не давај друга да наврати, ке се каеш, ако сакаш добар провод, знаеш каде да ме најдеш, ја и ти додека ноќта се претвара во сабајле, Young Daddy и Rager, Многу сакам да те видам. Слушај македонска музика на Пандамониум радио шоу број 12. Као што може да видите, секоја песна до сега беше многу различна од други, така и ќе останеме и до самиот крај. Се надам дека ви се допадна оваа трака, би сакал треча ми каже бидејќи прв пат ја слушна како се осеќа за неа. Уште на самиот момент кога почна семплот или што и да е, ме потсети и ти реков како првата реакција ми беше ова е Drake бит.
и ти ме надополни дека буквално на time flies. Ја прв пат кога слушавме подседи на Time Flies. Да, се слагам, многу интересна трака, одлични версови, одличен корус, рефренот е онака смут, лабаво е, опуштено е. Слушајќи ги претходните ствари, навраќајќи се на претходните ствари од Young Daddy, и тој малце се излага од комфорт зона и ова е знаеш на што мислам, не е некој попиш, не е некој поразигран бит, овде е малце low, laid back, Rager исто така е добар, ми се свија, знам дека не слушаат, и само ќе ги охрабрам да продолжат да снимаат, да се занимаваат со музика и да, можеби ако искочи и некој проект заеднички или некој соработки на еден или на друг, на нечив проект, така да. Ја мислам дека песната е добра, нешто кој да ми фали, можеби нека мелодија, исто така на моменти можеле, мислам дека подобро да го направат текстот или самото флоу, али е добар чекор напред и мислам дека треба да има одма после ова следна трака, ако овој стил, ако овде се осеќаат комфорно, двајцата ја ги осеќам комфорно, да продолжат во овој лейн да си се Воопшто не звучат изфорсирано на песната, тоа е факт. Да. Big up Rager, Young Daddy, песната треба да излезе новиве на YouTube, очекувајте ја. Одиме се на малце, одиме доста појако, ова беше доста лабаво, одиме доста појако. Martix и Драги, песната се вика Шесто сетило, една од 4 песни излезена од конкурсот на Јадро. Еден конкурс за кој дознавме преку Драги, кој е наш добар другар и соработник, и како што можев да видам, има многу добри реакции. Баш би сакал да некоја следни епизоди преку Драги да стигнеме до некој од луѓето од Јадро културен центар, па и да поразговараме на Zoom да ни каже кој е проектот која е идејата позади овој проект, каде што млади рапери им праќаат версови, им праќаат демоа, они бираат најдобри и може да соработуваат со квалитетни продуценти да снимат песна. И например, знаеш како од друга страна, бидејќи ги преслушав песните од Јадро, ти кажав и тебе, што значи, например, соработки од такви артисти, реномирани продуценти македонски, со артисти, конкретно ко Rager, ко Daddy, кои што инаку не би биле во очите на поголемата јавност, не би биле соодветен фит за колаборација со DJ Гоци или некој. Што значи за такви артисти кои што може да направат демо, да пуштат онака, да се охрабрат, што значи за некои луѓе кои што не ја третираат тој потрадиционалниот звук, бидејќи тоа сега што ќе го слушнеме, конкретно Martix е извореден текстописец, одличен рапер, ја имам неколку работи слушнато, Кочен и Репрезент, Стих на Умов, имаше еден албум кој што излезе пред известен период. Малце е премногу рап за мене искрено, но го почитувам неговата способност за пишување текстови. Стварно е на високо ниво, онака pen game strong as fuck. Ова е интересна соработка, Драги овде си го прави своето, интересна продукција, доволно празна за Martix да може да се покаже самиот, да не должам многу, можеме да ја пуштеме и да слушнеме. Идеме со Martix и Драги Шесто сетило, а некој средно Пандамониум радио шоу ќе успееме да искомуницираме со некој од Јадро и да ни објасни повеќе за овој проект. Идеме. Со поврта сетило шесто, звук да е бегство, патува текстот без да се мрдам од место. Шесто сетило штом нешто насетило. Шесто сетило штом нешто насетило. Шесто сетило штом нешто насетило. Трето око будно е, другите две во слепило. Martix и Драги Шесто сетило. Една забелешка мора да дам, иако ние другар и толкогодишен соработник, али ретки се продуцентите во Македонија кои имаат карактеристичен звук само за нив. Тоа е Драги. Кога слушнеш Драги бит, знаеш дека е Драги. Се слагам. И тоа го има онака покажано times and times again и со драги слушатели и со соработките со сите наши драги луѓе што се околу нас, и значи Курчо и се тоа што има креирано. Дефинитивно еден од кога ќе стварно е така, кога ќе слушнеш продукција, знаеш дека е Драги. Тоа што е многу добро и да имаш таков собствен звук е многу битна работа. Мора и него да го донесеме у студио да ни каже што спрема за 2021. Најави EP, очигледно постојано работи во последина, баш би сакал да им презентира, да ни презентира нас, ама и на луѓето нешто. Одлична трака, мене ми се свига, не ми беше премногу рап. Валјда дека трап бит Martix супер ми звучеше. Не, да, дефинитивно. Не беше too much, ништо. Одлични панчови има се, као и текстовите и темите што ги опфаќа се многу добри, се релевантни.
И повеќе тоа што го реков многу рап беше во позитивна конотација во смисла дека стих на умов беше таков. Игра на зборови цело време, малце е тешко, онака ти треба да посветиш енергија и внимание за да го сватиш. Таков е целиот проект, но да, овде мислам дека и Драги помага со тоа што и продукцијата е таква кој што е, а Мартикс онака си го прави своето и не е испод ништо тоа што умее да го прави. Интересно беше дека ми кажа да го пуштиме следно што ќе чуеме, тоа е Куманово Cypher 2021. Многу ми се свига дека сайферите се дојдоа во Македонија или се вратија, не знам како може да се каже. Big Up Ox Streets кои направија два одлични сайфери крајот на 2020 година, многу интересно за мој вкус, одлично. Big Up до Допкуќата кој има еден сайфер, иако не се слагам со начинот на кој што кењаат по другите, али и они го направија профи. Не може да се каже не. И Куманово Сайфер, сакам да ни кажеш нешто повеќе за ова, собрани кумановци прават Сайфер. Па не дека имам некои многу информации, но ова ми улета на радар бидејќи за прв пат гледам дека луѓе сами се спојуваат онака од поглед на географска точка со тоа што имаш град кој Куманово кој што е трет најголем град во Македонија или кој да не ме фаќате за збор, има луѓе кои што инаку онака не знам во колкав домен се или не се соработници измеѓу, но сигурно постоеле некои струење помеѓу, но ете си ги надминале тие различности, се собрале на трака и си го прават своето, без разлика тоа дали кое е моето мислење, го почитувам потегот што го имаат направено и со visuals и со онака си имаат собрано, си имаат инвестирано и енергија и како да кажам и свој талент онака во сето тоа. Ми се свиѓаше целиот момент бидејќи тоа го спомнав уште во една од првите емисии каде што мене ми фали малце регионалитет во македонската музика бидејќи не се знае кое што е, не се знае дали доаѓа од Струмица, не се знае дали доаѓа од Куманово и единствениот момент каде што ги разликува е на пример доколку тој рапува на својот дијалект. Кумановци се едни од единствените што ги познавам, што уште години уназад и рапери ко Фундамент онака рапуваат и артисти ко рапуваат на својот нейтив дијалект. Курчо е еден друг артист кој што исто така си го репрезентира Тетово со тоа што рапува на својот дијалект. Го почитувам тоа, се научив да го почитувам, така да не должам многу. Идеме со Куманово Сайфер. Рутинска контрола. Пазите се на бит. Пазите се на бит. Пазите се на бит. Сайфер. Куманово Сайфер 2021. Искрено прв пат го слушам и ми звучи многу јако. Big up до цела кумановска екипа. Ако некој не слуша или некој контактира со дечките од таму, некој ни пишат слободно да стапиме контакт, да промовираме некоја друга музика, бидејќи овде ако не се лажам има 5-6 артисти, неколку пати се смени битот. Да. Супер концепт. И мене затоа ми фати ува првиот пат и велам, не се работи за тоа дали воопшто ми се свиѓа траката или не, моментот сам по себе онака монументален и е добар, ми се свиѓа. И сам не можам поинаку освен да ги поддржам дечки за ваков потек. Точно, Big Up Куманово. Од Куманово се селиме во Битола. Битола е јако кумановски трап и дрил звучи супер. Битола е центарот и јадрото. Стейплот за таму трапот во Македонија. Да. Почнувајќи од Битола. Од Макавели порано до Дон Плеја се разбира Помпра Скиза и еден од нивните младинци, Докса, го спомна преска Докса, за тие што не знаат, Докса е млад артист од Битола, онака трап баш уникатен во својот звук, само свој лейн на македонски бар, ја таква музика не сум слушнал, ме потсеќа многу на Playboy Carti, Нали Lucifer, да, го има тој звук, го има таа естетика. Трајче убаво начна за него муабет, односно го најави овој албум или EP. EP проект, не знам како да го се вика. Има интересен кавер, си има потрудено да го закачи на сите стриминг платформи, што треба да е маст во 2021 за секој артист, без разлика дали е проект или сингл. Мора да иде на Spotify, мора да иде на Instagram Music, бидејќи тоа се начините преку кои најбрзо може да се прошири. Океј да се аплодне видеото или аудиото на YouTube, али тоа е еден чекор од многуте. Се слагам. 2021 мора артистите во Македонија да настапат со тоа што да бидат присутни на сите можни стриминг платформи. Лесно е, споменав еднаш, ќе споменам пак доколку ви треба помош околу тоа, слободно исконтактирајте не.
и ќе ви се најдеме, ќе ви асистираме во тоа. Накратко, платформерот Докса излезе во 2021 година, првите недели, има 8 траки, а трае само 17 минути, баш нака плейбој карти по минутите му се по песните му се по минути и пол 2. Лесно се поминува низ проектот, иако не е за сечи, го ќе признам, го препорачувам топло на луѓе кои сакаат таков трап, онаков како и да се вика тој трап поема, не? Да, и доколку го знаете Докса од претходните ствари, ја имам нешто слушнато во соработка со Колја, онака блок е една од песните на кои што ми доаѓа на ум. Ова е малце поразлично, малце поинакво, но не е Farfetched, ми се свиѓа, како што кажав, некоја фузија од Lil Uzi и од Playboi Carti. Така да не должиме многу шараут од Докса за проектов и за целиот ефорт кој што е стаен во овој албум. Не знам, ова нека биде онака потик за сите други артисти што слушаат, да направат, да се потрудат нешто и да знаат дека од наша страна секогаш ќе добијат фидбек за каков и да е. Иако не е секогаш нешто што ние најмногу би промовирале, сепак на малата и сиромашна македонска сцена, ќе најдеме начин да го направиме тоа. Точно, сакавме да оставиме после Playboi Carti, ама тоаш многу време потрошивме на други работи, па е дојде сега во овој широк блок. Како што може да видите, сите песни до сега беа различни. Тоа е добро, тоа е лошо, нема везе. Идеме у Битола, Докса, песната Payday, па после тоа Fallout. Уживајте. Замарат се затварам во собата. Битола ко Fallout, сам се движам по битолата. Игри играм по цел ден, се залюби во смолата. До мене е сорада. Битола ко Fallout, движам низ битолата. Битола репрезент. Од артист, посебно млад, од Битола, кој има израснато со голема инспирација од Праската и Синката, ова е тоа што очекувам. Скрос е онака, скрос е реал, скрос е битолски, скрос е откачено. И функционира како. И не е за секој, тоа е факт. Да, ма види, не е за мене, ама го поштувам бидејќи знам од кај потекнува. И тоа е моментот кој што ми се свиѓа. Не мора да се во цело согласувам со артистот, доколку знам од каде потекнува и дека тоа е од некое искрено место и дека инспирацијата му е потекнала од буквално онака од локално ниво, бидејќи Домплеа и Праската се отсекогаш ја репрезентирале Битола, кој што кажав, и преку дијалектот и преку сопствениот звук кој што на еден начин го донесува на оваа сцена. Остануваме во Битола, Праската извади нова трака од Нигде никаде на неговиот 047 Chief Кицо канал. Омилениот канал. Кој е најдобриот канал за македонска музика, може да се каже. Да. Кицо Праската B-Sides ми се омилената работа на интернетот. Песната се вика Беден Бужи. Има интересни панчлайнс, Праската им фул ефект. Ајде да чуеме тоа и полека се ближиме до крајот на 12-тото издание на Пандамониум радио шоу. Компраски за Беден Бужи. Ништо помалку не чекам од Праската. Праскин фул ефект на тракава. Би сакал да слушам многу повеќе музика од Праската и би сакал да онака да добием и посериозни проекти. И овие се одлични, али би сакал да поработим малку на посериозни проекти, бидејќи тие ни се кога Праската е сериозен, прави химна. Брат, ама Праската прави химни кога не е сериозен, онака мои су другови ми една од омилените Кицо Праската песни, онака што може да постојат на интернетот. Така да зашто и да е онака амолфорет за било кој дел од Праската, дали ќе е 047 Скизи, дали ќе Ама кога седна заедно со Марса кај него на тераса, кај Марсата на тераса и паралелно го пишува текстот за Марсупилом и Flow, излезе трака и пол. Што такво back and forth flow се нема десено на македонската сцена, бар ја не се сеќавам, посебно не на трап сигурно. Онака се осеќа дека е пишувана во исто време на лице место и би сакала да видам Праската повеќе во такви изданија кај што не дека не работи на лице место, него сериозно работи на лице место и соработува со други артисти. Се слагам, тоа беше песни штипол и шараут у Марса за тој момент. Пандамониум радио шоу број 12, стигнавме до крајот. Big up до сите што останавте до крај. Мислам дека имавме одлична емисија. Мислам дека влагам у форма лека по лека. Да. Одлична емисија, одлично течеше муабетот. Ние сме овде тројца у студио, го прославуваме со закаснување роденденот на Дарко.
Дарко, уште еднаш е ви пред сите најсреќен роден ден. Фала, брат. Тоа е тоа. Македонска музика многу ми е мило дека покривме таков голем дел, се навративме и тоест се зборевме и за артистите за кои што очекуваме албум, зошто и што треба. Кажавме многу работи. Емисијата ќе биде достапна за слушање и на Spotify, на Mixcloud и на Mixlr. Пратете на другарите, расширете го зборот. Има многу луѓе што не може да не слушаат во живо, но не слушаат покасно. Темите кои ги обработуваме се најчесто релевантни и после неколку недели, така да може да се навратите нешто постаро. Ако сега се запознавате со нас, ние сме Пандамониум радио шоу Айри Трајче. За крај имаме еден спешал, многу добар за крај, што мене многу ми се свија и мора да го најавам посебно. Трајче ми го прати екшели. Сајаш ти да поспоруваш или јас да зборам? Ајде, ќе збориме и двајцата, бидејќи стварно имавме позитивни коментари. Мене ми се свиѓаше целиот сетинг. Станува збор за настапот на The Chronics од Струмица во Струмичкиот Бербери бар вторник. Тоа е берберница, многу добро Феноменален средена. концепт. Ја имам голема желба, морам да те прекинам, ја имам голема желба да го посетам тој простор и да идам да се шишам. Од Радовиш сум никад се нема десено да идам до Струмица, ама се надевам дека некогаш кога ќе сум во Радовиш, ќе го направам тоа. Заслужува, ги следам на Инстаграм, онака феноменални, многу кул дечки. Не ги знам лично, но таква енергија имаат. Јас сум се шишал на The Fest таму. Тоа е тоа. Big up до екипата од вторник, big up до екипата од дивизија од Струмица. Actually го имавме Кискин. Yep. Тука во главна улога е Столе. Big up до Столе, баш ми е жал што вчера изгубија Пакерс, али тоа е тоа. On to the next one. Он заедно со бендот кој се вика The Chronics настапува 20 минути во самата берберница, обавезно да го проверите тоа на YouTube, супер изгледа целиот сетинг. Го слушав дома и татко ми влезе со ова и вика: "Еј, шо е ова? Многу е добро." Вика: "Рапсот джез одлично звучи некако." Тоа е Викам: тоа. "Седи, слушај", и го изслуша и он, и него многу му се допадна. Инаку бендот има 4 членови: Столиот, Дукс, Пенац и Алекс. Песните се авторски на дивизија. Дел од нив слушнавме тоа што беше Кискин, Шобија, Стереотип, Еден живот, Синоним за Сила и Мојот град. Трајче запознан исто така со творештвото на дивизија, така да сите се одлични траки. Очекуваат се и сака да направи понатаму во Бербер бар вторник вакви проекти со различни артисти, што е било одлично. Да, ние сме овде само да ја поддржиме таа иницијатива. Мене тоа ми фали на македонската сцена, се поише и поише се појавуваат онака уснимени лайв настапи од артисти. И многу ми е мило што рап музика онака се појавува и со инструментација во живо. Многу е битно за артистите музиката што ја креираат и што ја продуцираат да биде возможна и да се отсвири во живо. Тоа е многу битен момент и многу ми е мило што се тоа случува сега. И многу е тешко како MC онака да едно е да рапуваш на бит, друго е да рапуваш со бенд позади тебе. Тие што настапувале знаат дека тапа народ треба да се следи, сите инструменти да се многу поголема логистика има во сето тоа. И многу поголемо искуство и знаење. Така мислам дека е одлично изведено. Проектот се вика Вторник 21. The Chronics, со тоа ќе се одјавиме, настапот трае 20 минути. Слушате го, се надам ќе ви се допадне, или отидете на YouTube, изгуглајте го Вторник 21. The Chronics на кирилица. Тука се одјавуваме ние. Следност. Имаме 20 минути музика. Пандамониум радио шоу број 12. Is in the books. Поздрав од мене, Айри Скреч. Поздрав и од мене. Ви посакувам уваа ноќ. Се гледаме следен понеделник. Се слушаме и се читаме на Пандамониум радио. Поздрав. Јап, ајде. Шопија, дивизија, Струмица, вторник, шопија, аха.